Според еден корисник на Quora, логото на Google Chrome, истото и на LinkedIn го прочитав, дека представува компас од сина боја, црвена, жолта и зелена, што чија идеја за дизајн нова лого е од истражувањето и откривањето на веб. Другаш го прочитав за ова лого на Quora и други извори е дека ова лого во суштина е составено од 3 шески. На тој начин така што кружниот дел на шеските завршува на средина, а останатите делови од шеската, односно нејзините опашки, се долу и две долу и една горе. А трето нешто што прочитав е дека еден корисник на Quora вели дека логото во суштина, ама не бил сигурен, дека ги содржи боите на сервисите од Google за канцелариско работење. Односно, сината боја е Docs, зелената боја е Spreadsheets, црвената боја е Drawings, а жолтата боја е Slides. Но меѓутоа, ова негово излагање до некаде држи вода, но и до некаде не. Зошто? Па од причина тоа што некои сервиси на овај Google Docs се појавени пред Google Chrome, а некои се појавени после Google Chrome. Односно, 3 се пред Chrome, а една по Chrome. Сега, значи, Google Spreadsheets и Google Docs се појавени во 2006 година. А Slides, или во тоа време првично како што беше Presentations, е појавено во 2007 година. А Google Chrome е во 2008 година. Значи, Spreadsheets, Google Docs и Slides се појавени пред Google Chrome, а додека пак Google Drawings е појавено во 2010 година, што е после самиот Chrome. Што значи, ова поќе би одговарало, ова негова теорија, за логото на Google Drive. Зошто? Бидејќи таму ги имаме сите овие исти бои кои што ги има логото на Google Chrome, но меѓутоа сите овие наброени сервиси се појавени пред Google Drive, а Google Drive е појавен во 2012 година. А еден корисник пак мора исто така напише дека ова лого наликува на томое символот кој што има 3 црти.